All we need is love. Така пее четворицата бумбари од Ливерпул. И во Штип има една група, односно бенд, бумбари бенд. Тоа тие свират поинаква музика, народна пред се. Скоро целото семејство ни се пријатели. Тони, еден од лидерите на групата, е веќе и наш брат од скоро. И тие пеат, можеби, некои и свират некојаш такви песни со тој на таа тема. Не ми дојде соодветниот збор, ама тема не е соодветниот, друг и не е битно. Како и да е, пееше момчило Бајагич Бајага на времето, само нам е љубав потребна. Исто и таа негова песна завршуваше баш со овие стихови од бумбарите од Ливерпул. Ако не знаете кои се бумбарите од Ливерпул, тоа беа познатите Битлси. Колку и да пееле за некоја друга љубов, секако, сепак ја погоделе работата. Затоа што навистина само љубовта ни е потребна. Ќе видиме денес, ако не сме разбрале до сега, впрочем, дека тоа е она што ни е најпотребно. Всушност, единствено што ни е потребно. Да отвориме во Лука 7 глава, ќе читаме од 36 стих до 50, малку подолго читање. Океј, тоа е еден познат настан, меѓутоа ќе го прочитаме, да се подсетиме и неверојатно е колку често пати Господ ме инспирира преку овој настан со Марија Магдалена во куќата на лепрозниот Симон. Да читаме, значи, Лука 7 глава од 36 до 50. Еден од фарисеите го помоли да јаде со него. Тој влезе во фарисеевиот дом и прилегна до трпезата. И ете една жена од градот, која беше грешница, кога научи дека тој е прилегна до трпезата во фарисеевата куќа, донесе со себе алабастарен сад со миро. И застана зад неговите нозе плачејќи и почна да му ги мие нозете со солзи, да ги брише со својата коса и ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. Ние денес имаме вода, леген и вода и крпа. Може би на некој ќе му капне некоја солза, не знам. И кога го виде тоа фарисеот, кој го повика, рече во себе си си рече, значи, да е овој пророк би знаел која е и каква е оваа жена која се допира до него, дека е грешница. А Исус пак му одговори и рече, значи ги прочита, ги слушна неговите мисли. Пазите што мислите оти, Господ ги слуша и вашите мисли. Значи тој си кажа во себе си, да знае која е оваа жена, овој мора да не е пророк. Иако Симон, како фарисеј, се сеќавате веќе во неколку предавања, зборуваме за мерки, за искривени мерки, за исправни мерки. Како фарисеј, таа група на луѓе имале толку искривени мерки, страшно, само бендисани, горделиви. Тој се сметал за Христов ученик и интересно е, она што е доблесно кај него е бил еден од ретките фарисеи, кој што отворено им се придружил на Христовите следбеници во тоа време. Што е навистина некоја храброст, доблест. Го признал Христа за учител, си мислел дека може би е Месија, но ништо повеќе од тоа. Но сега, кога ја гледа оваа сцена, се прашува дали овој воопшто и пророк? Како може да и дозволи вака на оваа жена да го допира? И Исус му одговара и му вели на тоа, на неговите мисли. Јавно му одговара пред сите. Симоне, имам да ти кажам нешто. А тој, учителе, кажи, рече, 41 стих, двајца му беа должни на еден заемодавач. Едниот му должише 500 динари, а другиот 50. Значи, 10 пати помалку од првиот.
Но и двајцата немаа да вратат. За овој беа 50 многу, за оној 500 беа многу. А бидејќи нема да му вратат, тој им прости на двајцата. Значи им го прости долгот и така, кој од нив ќе го возлюби повеќе? Симон одговори, мислам оној кој му повеќе му подарил. А тој му рече, право пресуди. Или право измери. Сега мерката ти е таман. Така треба да мериш. И кога се заврати кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Која што ти ја гледаш како грешница, ваква, таква? Ја гледаш ли? Што направи оваа? Влегов во твојот дом, ти не ми даде вода за нозе, што било вообичаено за домакинот према гостинот во тоа време на истокот. Вообичаени работи. Тој го поканил, да му се заблагодари за тоа што му била, нели, ислечена лепрата. Ама, ништо повеќе од тоа. Значи, ти не, ја гледаш оваа жена, влегов во твојот дом, ти не ми даде ни вода за нозе, а таа со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не прекратува да ми ги целива нозете. Сикавате, порано зборувавме, Јуда го целива во образ, Марија Магдалена му ги целива нозете. Не се мрда од нозете Христови. Го многу случаеви претходно, нели? Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозете со миро. Зато ти велам, простени и се многу греови, зашто имаше многу љубов, кому малку се простува, малку љуби. А Нејзи рече, простени ти се гревовите. А тие кои беа заедно покрај трпезата почнаа да зборуваат во себе, кој е овој кој и гревови проштева? А на жената ѝ рече, твојата вера те спаси, оди си со мир. Подосна во 8 глава читаме дека Марија Магдалена заедно со другите жени биле едни од оние кои што ја финансирале тогашната прва црква, односно Христовите ученици. И Марија Магдалена е онаа од која што Исус истера дури 7 демони. Сега таа сцена, битно е ова да се каже, ама ајде тоа ќе го кажеме кога ќе зборуваме за Марија Магдалена. Што ми е целта сега денес? Ќе го погледнеме ликот на Симон, подосна од Јованово Евангелие, Јовановото Евангелие кај што го имаме и Јуда во оваа сцена, ќе го погледнеме и ликот на Јуда, а потоа ќе го погледнеме ликот на Марија Магдалена. Значи, за Симон кажавме, фарисеи, обично само бендисани, горделиви, ако треба некој да се спаси, тоа се тие. Но, иеко отворено го следел Христа, сепак се пособневал дека е пророк заради оваа сцена што ја видел. Зошто? Заради тоа што има искривени мерки. Вели, ке знаеше дека оваа жена е грешница. А што е Симон? Праведник? Па ја нели зборувавме во пуката. Сите сгрешија или некој не сгрешил? Сите сгрешија и се лишени од Божјата правда. Значи, поради тие негови скривени мерки за гревот, знаете фарисеите како гледале на гревот, знаете последователно тоа како гледале и на ближните, на луѓето. Таа е големата грешница и таа не заслужува никаков третман, а не па да и се дозволи да го допира. Тоа било против сите норми во тоа време. Иако, ќе кажеме, значи, знаете како биле налактени и полегнати по таа маса тогаш. Значи, не седеле како ние денес на столови, тако налактени, на лева или не е битно, на лев или на десен лакт, и позади им биле нозите на страна, и она од позади, никој да не ја примети. Ако не бил мирисот на мирото, ни Симон, ни никој немало да забележи дека нешто се случува. Значи, дискретно, сосема. Значи, таа е големата грешница. Но, всушност, од ова открива дека тој не го познава Бога. Погрешните мерила во што се состојат негови? Мери мал и голем грев. Па да, зборувавме дека и за Господа постојат и мали и големи гревови, ама рековме и тоа, дека и со мал нема да влезете таму. И со најмал, Адам и Ева, заради токацок грев биле истерани од Едемската градина, ако зборуваме за
значи да ги споредуваме гревовите. Меѓутоа, што зборувавме минатиот пат? Кои се најголемите гревови? Кој е гревот со големо Г? Гордост. Симон е горделив, ама ова е грешница. Значи, ова сите ја знаат, пијаниците сите го знаат, тој е на удар, она е на удар, ама гордоста, себичноста, тие работи не се приметуваат, тие работи ретко се укоруват, како што вели Елен Вајт, а всушност се тие најстрашни гревови, тоа се тие духовни гревови. Од кај што произлегуваат многу други искривени работи понатаму во животот. И сега што произлегува од таквите гледишта, таквите криви мерења? Голем грев. Таа е голема грешница и таквите од фарисеите пред се биле омразени. А Исус во самата парабола кажува дека и оној 500 и оној 50 што должи, бидејќи немале да вратат, па им простил Господарот. Меѓутоа, суштината е дека Исус на нас ни простил на сите по 10.000 таланти. Сега ве пренесувам на една друга парабола. 10.000 таланти беа спомнати денес. Еден талант е еднаков на 6.000 денарии, мислам, тука некаде има некои мерки. Еден талант е 6.000 денарии. 300 денарии, да кажеме дека е месечна, годишна заработувачка, се извинувам. 350, ајде, таму ставите. Па рачунете сега колку години има во еден талант. А 10.000? Е тоа Господ го направи за нас. И при тоа не мрази грешник, туку го мрази греот. Видите, кога јас се гледам како мал грешник, а другите гледам како големи грешници, до што доаѓа потоа нарушени меѓучовечки односи може да настане така натаму и така натаму. Токму заради тие криви мерила што ги имал Симон. Тој нема љубов всушност ни кон Бога, ни кон ближните, ни кон останатите луѓе. И затоа и од тука е критизерскиот дух, кој што, како што кажав, може да креира големи проблеми во една заедница, било каква и да е, и црквата, да ја земеме како една заедница секако. А всушност, што сака Исус да му порача преку оваа споредба? Кој е овде во овој случај оној што должел 500, а оној што должел 50? Кој е кој? Споредба прави меѓу Симон и Марија Магдалена. Елен Вајт го кажува тоа, дека Симон е поголемиот грешник. Ама пошто он го гледа неговиот грев како мал, и нему малку му е простено, па затоа и оттаму и малку љуби. Меѓутоа, кога се каже овој израз малку љуби, тоа е онаа човечка мерка на љубов. Човечки мерила. А многу љуби, тоа е љубов без мерка. Тоа е она што покажала Марија Магдалена. Значи, Симон е големиот грешник, а Исус во Матеј, во 5 глава, 20 стих, во неговата проповед на гората на блаженството, затоа кажува, зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството небесно. Каква била нивната праведност? Епе таква. Самоправедност. Се мереле со другите. Фала ти, Господе, што не сум како овој цариник. Јас ова правам, она правам и така натаму, Одам во црква секој сабота, давам десеток, редовно. Ке морам сега на дигресија да направам, моментот ми текна, се извинувам, ама мораше една информација да ви кажам на почетокот. Ке запамтите кај сме, нели? Да не заборавам после. Или да ви оставам на вас, вие да ме подсетите. Значи вака, сите знаете дека ќе има една голема евангелизација во Скопје, не знам се уште каде ќе биде тоа, како и да е, од 12 до 27 мај. Доаѓа познат евангелист од Америка, Луис Торес. Брат Мики ми порача дека во вторник, во просториите на црквата во Влае, ќе има едно собирање со некој негов претеча, да кажам, така, значи од Америка, кој што ќе дојде за да
веројатно ќе се дискутира околу организацијата на целата таа евангелизација, така да знаете, во вторник во 18 часот, во Влаја црквата, кој сака, кој има можност да отиде да присуствува на овој состанок. И брат Дехран друго ми порача во врска со таа евангелизација, а тоа е дека треба да избереме меѓу нас координатор за молитва, така некако го наслови тој тоа. И оној кој што ќе ги координира веројатно молитвите и така натаму околу таа евангелизација и ќе треба да исконтактира со Дехран, меѓутоа тоа подоцна може. Тоа беа информациите што ги заборив, простете. Кај застанаве? Цело време е Марија Магдалена. Зошто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. Таа е само праведност, каде се споредуваме едни со други. Тоа го кажав, да, значи, сега мене ми текна кај сум. Значи, бидејќи се сметал за мал грешник, малку му е простено и затоа малку љуби. И кажавме, малку љуби, тоа е човечка мерка на љубовта. Нема малку љуби кај Господа. Затоа на сите не е потребна љубов. На Симона му била потребна љубов, тој немал љубов. Никој Бога, никој ближните. Иако знаете, фарисеите знаеат да се удираат во градовите, поготово првите 4 заповеди. Имале проблем со 6, ама тоа не го признавале, мислам, тие се самоправедни. Оној кој што многу љуби, а тоа е Марија Магдалена овде, затоа што многу е простено, затоа што сватила. Знаете, многу полесно е да свати човек кој ќе направи отворен грев, да речеме некој. И тоа е тоа, нема мрдање од тука, ама кога си горделив, кога, што знам, завис, љубомора, било што така, тие духовни гревови кои што не се гледаат. Тоа е, поготово гордоста, кажав минатиот пат, затоа што гордоста не знае да се покае, како ќе се кае гордоста. Сите други се криви и грешници. Тој што ја носи гордоста не е. Кое што, патем речено, сите ја имаме помалку или повеќе, тоа е дел од таа наша грешна природа. Марија Магдалена безрезервно ја истурила љубовта. Тука се гледа дека тоа е таа божествена љубов кај неа. Дали таа калкулирала нешто? Зошто Исус вели таа направи добро дело, додека се проповеда Евангелието, ова ќе се спомнува, значи постојано незиното дело. Затоа што тоа е слика на планот на спасението. Господ ја истори сета љубов кон нас, давајќи го Исуса Христа, што вели Елен Вајд, ни го даде целото небо. Калкулираше, малку повеќе, не знам, највеќе, не, се ни даде. Значи, љубовта е таа која што дава и тоа без мерка, безрезервно. Тука тоа го гледаме од овде, значи. Што дала Марија? Марија дала многу, а што дал Симон? Па дури вика ни нозете, вика, не ми ги изми. Дури ни вода не ми донесе. Кога ја немаме љубовта, нити ние можеме да дадеме. А тоа се гледа на најразлични начини низ нашиот живот. Љубовта не е само таа што дава и тоа безрезервно. Тоа е таа која што сваќа, прифаќа, пристапува, разбира и така натаму, сослушува и така натаму и така натаму. Тоа се карактеристики, тоа е дел на таа љубов. И како што спомнам, значи Симон овде не го направил ни она што било вообичаено за прием на еден гостин во неговиот дом. Едноставно немал љубов. Како и богатиот младич, сме зборувале на таа тема, секој фарисеј, буквално е таков, го држал законот, значи се држал, освен 10-та заповед. Таа не се гледа, нели, таа. Она се што е за приказ пред луѓето, се гледа, се супер, значи овие се оние кои што треба да бидат спасени. Се држев уште од младоста, нели, вели богатиот младич, а потоа Елен Вајд ќе каже дека едно, односно Исус го вели, тоа едно му не достигало и тоа било љубовта. Затоа се што ни е потребно е љубовта. На Симона му било потребна љубовта. Јуда,
Читаме во Јован 11 глава од 3 до 6. Јован 11, 3 до 6. Тогаш Марија зеде литар миро од чист и скапоцен нард, ги помаза Исусовите нозе и му ги избрише нозете со својата коса и куќата се наполни со мирис од мирото. Видите, овде Јован ни кажува и колку било тоа миро. Забележате колку? Јован, си извинувам, 12 глава. 12 глава. Од 3 до 6. Така е? Значи, тогаш Марија зеде литар миро. И тоа, како што велат некои коментари, тоа нардово миро, тоа од Хималаите, од таму некаде се береле билката се берела. Неверојатно било тешко да се стигне до неа, значи неверојатно скапоцено, скапо. И ги помаза Исусовите нози и му ги избриша нозите со својата коса и куќата се наполни со мирис од мирото, а Јуда Искариотски, еден од неговите ученици кој сакаше да го предаде, рече. Што рекол сега Јуда? Кои карактеристики има Јуда овде? Значи, кажавме, Симон е класичен фарисеј. Се мери со другите, неговиот греф е мал, односно он е праведен. 5 стих, зошто мирово не е продадено за 300 динарии, еве таа годишна плата, да кажеме, за да бидат раздадени на сиромасите. Тоа не го рече дека се грижише за бедните, туку зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од она што пуштаа во него. Што забележуваме одма овде, на прв поглед кај Јуда? Која е карактеристика? Во ред, ама за пред другите, он е мазен, супер, мил, се грижи за сиромашните, ова, она, значи на зборови ќе каже, треба вака, треба ова, треба вака. А, внатре? Лицемер, глумец, како сакате? Да. Жалошно е што на крај ќе мора да заклучиме дека Симоновци и јуди, да кажем, има многу, ама малку ги има како Марија Магдалена. Значи се прикажува како голем добротвор, загрижен за сиромасите, значи пред луѓето остава добар впечаток, но во суштина вели овде дека е крадец. Значи нешто сосема друго од она што се прикажува. Добра надвршна фасада, нели? Фасадата, па сега внатре како е куќата, не е битно. Фасадата важно, од надврсите гледаат шуба куќа. Да. Не знам што е тоа, не е битно. Луѓе, ние знаете ли колку грешиме во животот кога... Добро, што ќе однесеме на небото? Репутацијата или карактерот? Па карактерот. Па зашто се грижиме толку многу за нашата репутација? Како беше она мисла? Значи, репутацијата е она што луѓето мислат за вас, а карактерот е тоа што во суштина сте. Тоа е тоа. Па вие можете да мачкате колку сакате со фасади, со ова, со она. Господа не можеме да го излажеме. И сега, што кажува Јуда овде за жената? Подолу, не мора ни да читаме, меѓутоа го знаеме настанот. Зошто да се растура ова? Значи, жената за него е, Марија Магдалена е растурлива. Растура тукави пари, кога може да се дадат за сиромасите. Ви кажав, тоа е едно огледало, една слика на Евангелието, на планот на спасението. Можеме ли да кажеме дека Господ е растурлив, затоа што ни дава толку милост, толку благодат? Премногу е тоа. По благодат сме спасени, луѓе. Не е по нашите дела, по благодат. Толку многу ни дал Господ благодат. Како велеше Павле? Односно, Господ Исус му вели, доста ти е мојата благодат и нему и на сите нас. Доста. Затоа што безрезервно ни ја дава. За Јуда и Господ би бил растурлив.
Значи и Јуда има погрешна мерка за љубовта. Според него ова е премногу љубов, расфрлање, треба помалку. Него сваќа Господа, него познава Господа, не ја сваќа суштината на љубовта која што е без мерка, без калкулации. И точка. Тоа е таа агапе љубов. Значи тоа е само глумец, надворешно сака да се прикаже како некој кој има љубов, но во суштина нема. Како што кажав, мазен, мил, така натаму надвршно. Понекогаш е покренат можеби од некоја ситуација и е допрен на неговата совест, па можеби ќе видите некое добро дело, но после тоа истата суштина. Но Спасителот, вели Елен Вајд, со поглед продрал во неговите мисли и го прочитал, немајте сега што вели овде, неговиот низок и подол карактер. Јуда бил подлец. Ова е толку ниско да се прикажувате пред луѓето нешто што не сте. Толку ниско, толку подло. Јуда имал високо мислење за својата способност, ништо чудно, за ваков човек. Како финансиски експерт, себе си се сметал за многу повисок од другите ученици, а и нив ги наведувал да го гледаат во иста светлина. Сега внимавајте таа негова интелигенција како делувал на другите. Стекнал нивна доверба и вршил силно влијание врз нив. Неговото лажно сочувство кон сиромасите ги измамило и неговото лукаво навестување сторило со недоверба да гледаат на преданоста на Марија. Видите како делуваат ваквите луѓе. Делуваат и на другите да ги искриват своите мерки, да гледаат погрешно да мерат. Вистинската љубов ќе ја прикажат како нешто друго, како растурање, не знам, а она што е за луѓето, онака, глумечки, нели, добро прикажано, е тоа. Има, значи, навистина силно влијание и врз останатите. И затоа и другите ученици, не само Јуда, ако читате во другите евангелии, и другите ученици го потврдили ова и го кажале, какво е ова растурање, ова е непотребно. На нас ни требаат Марии, а ние да речеме, што прави овој? Зашто мора до толку? Па не мора. Меѓутоа, тоа е љубовта, вие тоа не може да го контролирате, ќе читаме подолу сега за Марија Магдалена, како таа го сторила тоа дело, тоа огромно дело. Тука да сумираме малку. Значи, Симон е прочитан од Исуса и укорен. Читавме во Лука. Во Јован читаме, Јуда е прочитан и укорен. Јован бил прв и последен укор што го добил јавно од Исуса и веднаш замил да го предаде. Видите колку бил горделив. Да. А делото на Марија Исус го пофалил. Еве пак читаме во Лука 7 глава 44. И кога се заврате кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена, че еве ги тие пофални зборови од Исуса, влегов во твојот дом, ти не ми даде вода за нозете, а таа со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги истри. 45. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов, значи не прекратува да ми ги целива нозете. Јасно име на сите присутни дека Марија Магдалена не го заведува Исуса тука. Тука ова е тој израз на чиста љубов, значи благодарност кон она што тој го сторил за неа, за прошката. Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозете со миро. Во Марко 14:6 читаме Исус вели оставете ја, зошто и досадувате на оние зборови на Јуда и на учениците. Таа направи добро дело на мене. Значи, еве ги тие пофални зборови ги читам, што Исус ги кажува за Марија Магдалена, наспроти укорите што ги добиле Симон и Јуда. 8 стих од Марко, 14 глава. Таа направи што можеше, го помаза пред време моето тело за погребение. Знаела Марија за ова? Значи, свесно го направила. Од кај знаела? Што знаела? Ќе видиме. И вистина ви велам, каде и да биде проповедано Евангелието по целиот свет ќе се раскаже и што направи таа и за нејзин спомен.
И еве ден денеска се проповеда Евангелието и ден денеска се зборува за Марија Магдалена и за тоа неизино дело. Дело од чиста љубов. Меѓутоа, видите што вели Елен Вајд во Копнежот. Марија не го сватила наполно значењето на своето дело на љубовта. Не го ни сватила наполно. Таа не можела да им одговори на своите тужители. Ги слушнала. Не можела да објасни зошто ја избрала таа прилика да го помаже Исуса. Ништо тоа не можела да објасни таа. И како тоа дошло? Светиот Дух ја приготвил приликата за неа и таа ги послушала неговите поттици. Поттиците на Светиот Дух. Вдахновението слегува, не давајќи објаснување некојаш. Значи, несвесно. Па Адам и Ева како биле послушни пред да паднат во грев? Па несвесно, тоа било природно кај нив да бидат послушни. Нема тука ни калкулации, ништо нема, ништо од тоа. Така и новообратениот христијанин, едноставно несвесно ќе прави добри дела. Затоа што не калкулира ништо, едноставно целосно се излева љубовта од него, Божјата агапе љубов. Значи, невидливото присуство им зборува на умот и на чувствата и го потикнува срцето да действува. Видите, тоа дејство на Светиот Дух. Тоа е оправдание само за себе. Христос и го објаснил на Марија значењето на нејзиното дело и со тоа и дал повеќе отколку што примил. Кога таа го излеа мирисот врз моето тело, рекол тој, ме приготви за закоп. Како што се скршил садот од алабастер и целата куќа ја исполнил со својот мирис, така и Христос требало да умре. Неговото тело требало да се скрши, но тој да стане од гробот и мирисот на неговиот живот треба да ја исполни земјата. Христос не милее, нас не милее, и се предаде себе си за нас како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. Ефесијаните 5:2. Сето тоа е несвесно, тоа е поттик на Духот Свети. Тоа не е нешто од нас, тоа не е нешто човечко. Не е тоа песната на бумбарите или на еден куп песни, што денеска се пеат за љубов. Значи, Марија ја сватила Христовата жртва и сторила се што можела. Некој денес кажа, и често пати се повторува тоа. Разбираме ли ние Христос што направил за нас? Од тука поаѓаат можеби најголемиот дел од проблемите, што можеби не сме толку посветени и ни фали таа љубов. И на Марија и фалела, Марија не ја имала, познаете која била и каква била. Ама ја примила. Како? Заради тоа што сватила какава грешница е, се видела во сета светлина пред лицето Господово, кога ќе дозволите Господ да ве осветли комплет, па како можете да се видите? Како светец? Како Павле, најголем грешник, вели. Сватила дека е огромна грешница, го сватила делото што Христос го направил за неа, затоа и така вратила. Безрезервно. Ги срушила сите предрасуди. Ма каки? Жената кај самарјанката, па ништо тоа самарјанката што го направила, ништо не било. Мислам, Исус и дозволил, нели? Не било вообичаено тогаш маж и жена надвор заедно да разговараат. Мисла, па не зна Бошка па одозгора. А овде жената да му ги целива нозете, да му ги мие со својата коса. Блудница некоја таму, грешница што сите ја знаат. Не знам ние да бевме на местото на Симон и на Јуда, како ќе реагиравме, тоа е прашање. Значи, Марија ја сватила Христовата жртва. Еве, од Копнежот, цитатот и завршуваме со ова. Истата потреба се гледа денеска и во нашиот свет. Малку се оние што правилно го ценат сето она што е Христос за нив. Малку се оние кои што правилно ценат што е Христос за нас и што направил Христос за нас. Кога би постапувале така, тогаш би се покажала големата љубов на Марија, што всушност е божествената љубов. И на Христа би му се подарило изобилно помазание. Скапоценото миризливо масло не би се сметало за пропаднато
Ништо не би се сметало за премногу драгоцено да му се подари на Христа. Никакво самооткажување и самопожртвуваност премногу големи за да се поднесат за Него. А ние најчесто не можам, тешко ми е, не знам, нема време, не знам ова, не знам тоа, 300 изговори. За се друго имам време, ама за Господа немам. Што вели? Значи, кога ќе се свати што Господ направил за нас, тогаш ќе се покаже таа голема љубов што ја покажала и Марија, и вели, скапоценато миризливо масло не би се сметало за пропадното, ништо не би се сметало за премногу драгоцено. Да не му се подари на Христа. Годините, месеците, не знам што, парите, средствата, трудот, што и да е, сите имаме таленти, нели, рековме. Сето оно што сте го направиле во животот за Господа, па тоа е тоа што се рачуна, ништо друго. Никакво самооткажување и самопожртвуваност премногу големи за да се поднесат за Него. Што да кажеме на крајот, на сите ни е потребна љубовта. Односно, во превод на сите ни е потребен Бог. Без Бога, ништо. Ке налекуваме помалку на Симон, помалку на Јуда, можеби, помалку, не знам, на некој трет, четврт, ги има многу такви карактери од кои се поучуваме. А Господ сака да налекуваме како Марија Магдалена, конкретно на овој случај, значи, се фокусираме. Нека Господ ни помогне во нашите животи да ја примеме љубовта Божја и тогаш ќе се покаже, ќе се види во самите наши дела. Еве, од денес, уште сега имаме прилика да ја покажеме љубовта еден кон друг, кон нашите браќа, сестри. Поготово ако нешто сме си замериле, ако нешто сме си погрешиле во изминатиот период, така натаму. Преку обредот кој што претходи на светата причиста, тоа е обредот на понизност, па ја во тој контекст ќе ги замолам најнапред сестрите да заменат сите во долната просторија на обредот, а подосна и ние браќата, а да го сочуваме и мирот во салата. Може да пуштиме некоја музика и така.